датуми од неговото постоење. Тоа е обврска кон целата низа генерации кои го завршиле ова училиште, како и кон членовите на колективот кои ја облагородија средината во која работеа со својата посветеност и ентузијазам. Истовремено, ова навраќање треба да биде патока за следните генерации ученици и професори. Во евиденцијата на училиштето, првиот директор на училиштето Спиро Гребенаровски бележи дека на 10 декември 1949 година е донесено решение да се отвори нижо музичко училиште во Тетово. Министерството за просвета на Народна република Македонија на 6 јануари 1950 година испраќа согласност, пошто веќе на 1 февруари 1950 година училиштето се формира, со што се вбројува меѓу првите музички училишта во Македонија. Истиот објект во кој се наоѓа и денес. Наставата започнува на 1 март истата година со запишани вкупно 49 ученика, и тоа 24 за пијано и 25 за виолина. Виолина предаваат Спиро Гребенаровски и Гани Јахја, а солфеж и пијано Урбано Андрови. Набрзо бројот на новозапишани ученици постепено се зголемува. Се формира хор како и виолински оркестар. Првиот концерт за родителите и граѓаните е приреден во салата на основното училиште Лирија во 1953 година. Училиштето поради одредени недоразбирања со општината, на крајот на учебната 1961-62 година се затвора, на големо жалење на 178 ученици, колку што се запишани во истата учебна година. Школа Филонтов. На иницијатива на група граѓани, во собранието на општината се формира комисија за повторно отворање на училиштето. Иницијативниот одбор го сочинуваат Андро Апостолски, Драги Алексовски, Муса Арифи, Драшко Ѓорѓевски и Нешот Шачири. Со нивно залагање од 1 февруари 1968 година училиштето е повторно отворено и непрекинато работи до денес. Андро Апостолски е поставен за нов директор, кој истовремено предава и виолина. Училиштето од 1968 до 1980 година работи во истата зграда со тогашниот пионерски дом, веднаш до Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, а од 1980 година до денес повторно е во објектот каде што прв пат започна да работи. Скромните почетоци, кога се изучуваше само виолина и пијано, денес се застапени сите видови инструменти, гудачки, дувачки и жичени инструменти, и денес учениците имаат можност да изучуваат виола, виолончело, контрабас, флейта, кларинет, труба, хармоника, гитара, ударни инструменти и соло пеење. Учениците редовно учествуваат на разни свечености и манифестации во градот. Училиштето секоја година организира годишен концерт за пошироката публика. Поради немање соодветна сала, концерти се организираат во салата на киното 19 ноември, во Домот на армијата, како и во салата на Центарот за култура Илиантески смок. Гафилиме 1991 година, по повод празникот посветен на Свети Климент, свечено е отворена новата концертна сала во состав на училиштето. Денес оваа сала представува своевиден центар за културата на градот, бидејќи освен јавни часови и концерти на учениците од училиштето, се одржуваат и други настани, како например настапи на репродуктивни уметници, камерни состави, ансамбли од државата и странство, изложби, поетски манифестации, промоции на книги и слично. Денот на свеченото пуштање во употреба на салата, 8 декември, е земен за датум на кој оттогаш секоја година со свечен концерт училиштето го обележува својот патронен празник. На свечениот концерт настапуваат учениците како солисти, хорот и оркестарот на училиштето. Од 2001 година училиштето се преименува и кон постоечкото име Основно музичко училиште го додава името на композиторот академик Тодор Скаловски Тетоец, основоположник на музичкиот живот во Македонија по Втората светска војна. Методијата организационална носи и денеска. Школувањето во средниот оддел трае 4 години.
и во секоја година има по 2 паралелки, по една на македонски и една на албански наставен јазик. Училиштето исто така има свој подрачно училиште во Струга со паралелки од средниот одел, со кој раководи доктор по војнтолошки студии Димитри Кумбаровски. Бидејќи музиката е универзален јазик, музичкото училиште е пример на меѓуетничка интеракција, разбирање и интеграција и во досегашните 75 години постоење, низ праксата има изградено своји механизми за комуникација и меѓусебно разбирање. Учениците покрај инструменти изучуваат стручни и општо образовни предмети. Тревијат ма во небити дини е катер, да министеја сими дешкенци се република се Македонија се верил, па вечни вели филор на школа филонта функционира. Превари во земјата и надвор од неја. Со гордост може да се пофали на освоени голем број награди и високи признанија добиени на надпревари по одделни инструменти со офеш стручни предмети, а награди добиваат и виолинскиот и хармоникашкиот оркестар. Денес во училиштето учат 770 ученици, од кои што 650 во основниот и 120 во средниот оддел. Колективот на училиштето го сочинуваат 120 професори. Административно-техничката служба ја извршуваат сметководител Виолета Ѓорѓевска, благајник Маријана Бојковска и економ домаќин Звонко Панчев. Педагошката служба ја извршува педагог Блерин Ислами и психологот Јелена Николовска. Училиштето е опремено со своја библиотека, нототека и фонотека, за која што е одговорна Сонја Антонов. Техничкиот персонал го сочинуваат Драгана Мишовска, Валентина Димовска и Елизабета Бичек. Во досегашното постоење на училиштето, негови раководители се Спиро Гребенаровски, Андро Апостолски, Ивица Зорич, Симона Зафировска, Једон Пустина, Ираклис Георгијадис, Љупчо Перински и Новица Соколовски. Ова што пронишме Од училиштето е започна наставата со 3 наставника. Денес бројката е повеќе пати надмината. Со тоа училиштето го оправда своето постоење, затоа што од него излегуваат кадри кои ја продолжуваат основната мисија на училиштето, а тоа е развивање љубов кон музиката. Љубовта кон музиката, ентузијазмот кон работата и посветеноста беа главните носечки сили на втемелувачите на оваа институција, како и на сите кои ја испишаа нејзината историја, па така нека биде и со генерациите кои доаѓаат, кои ќе ја продолжат мисијата и ќе ја надградуваат. на се на Филип